Благодарам. Ете, нека гледат македонските граѓани како еден премиер се плаши да побара оставка од градоначалникот на Струја. Еве јас барам оставка од Рами Измерко. Ама премиерот нема да побара оставка. Не се правете како да не сте од оваа планета. Срамота е што еден премиер на влада се плаши да побара оставка од градоначалник кој што е ставен на црна листа заради сторен криминал и заради тоа што влијаел на пресудите и на судските одлуки. Страшно е тоа што еден премиер се препелка, наоѓа начини како да го избегне одговорот, затоа што му е страв, затоа што ако побара оставка од таквите криминалци, уште вечерва тие ќе ја напуштат коалицијата и ќе треба да отидете на избори. Ако ќе отидете на избори, кога ќе загубите, тогаш единственото нешто што ви е важно на вас е прашањето што ќе правиме после. А сега ќе ви кажам што ние ќе направиме веднаш по промената на власта со ваквите криминалци кои што шетаат по улиците и ги имаат узурпирано институциите. Оние институции кои што ќе ги управува ВМРО ДПМН, а кои што ќе имаат можност да носат правда во оваа држава, ама не онаа правда каква пред 6 години вие ветувавте дека ќе ја донесете. Или како последниве локални избори, вашиот гуру Зоран Заев, која кажуваше дека нема подобар од Рами Смерко, тие институции кои што треба да донесат правдата ќе ги управува ВМРО ДПМН. За уши ќе ги изваат од институциите тие криминалци. Особено оние кои што 20 години управуваат со оваа држава, кои што се заштитени како бели мечки. И каде што еден премиер кој што е гостин во владата и се плаше да им каже добар ден, а не да им побара оставка, ќе видите како ќе има правда за сите до еден. И тие кои што ја нагризуваат оваа држава, и тие кои што се богатат од граѓаните на оваа држава, од тешко заработените пари и купуваат трговски центри, а вие тука сте креативен и изигрувате, извинете што ќе го искористам ово изборно, не можам да најдам посо одветен, циркузант правејки се да видите што покомичен во оправдувањата кои што ги нудите за нив. Тоа ќе биде добро и за вас, затоа што стегањето на оваа мафија нема да заврши добро за никого, а особено за граѓаните на оваа држава. А тоа што е навреда? Навреда е што вие, како премиер на сите граѓани во оваа држава, се плашите и немате храброст да излезете од собраниската говорница да речете барам криминалецот кој што е ставен на црна листа да поднесе оставка. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнителни прашања. Благодарам.